Драги мои, добар ден, вие повторно сте со Црвена линија во нашиот стандарден термин. Верувам како и вчера и деновите наназад повторно во ова издание ќе ви има во огромен број. А на телефонскиот број се разбира задолжително ќе завртите доколку сакате да се вклучите, а тоа е 02-307-0005. Еве зошто сакаме да се вклучите денес. Во нашата држава учениците, а и родителите се плашат да пријават врсничко насилство. Ништо не се презема, а можно е да има уште поголемо малтретирање. Педагози, психолози, професори, директори, можно ли е никој да не знае или го прикриваат врсничкото насилство затоа што се плашат за својата позиција? Како институциите да го пресретнат, а не да реагираат на веќе стореното врсничко насилство? Тоа е она што ќе зборуваме денес во Црвена линија. Задолжително ќе препорачам да не заследите доколку не сте го сториле тоа на Facebook Црвена линија, секако и на профилот Телма телевизија, каде што ги објавуваме нашите теми, таму можете и да коментирате, споделувате и лајкнувате. Но она што е важно е задолжително да не заследите и на Инстаграм, бидејќи доколку кликнете и денес, како и секој ден предходно на Инстаграм стори, ќе ве пречека нашето анкетно прашање, кое што за денес гласи вака. Денес ве прашуваме дали треба да се казнуваат и надлежните. Одговарате со да или не. Резултатите ќе ги соопштиме таму некаде кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Во продолжение одиме со прилогот на нашата колешка Нина Стефанова. Погледнете. Намалено поведение и преместување во друго оделение на учениците насилници не е доволна мерка. Формални мерки по прописи и правила кои се воведуваат, без понатаму да се следат последиците и причините за тоа насилство, чии жртви се најчесто деца кои се повлечени, тивки, мирни и згоре на тоа доколку се солидни ученици, се непожелни и навредувани во овој систем на изместени вредности. Смета професор Алева. Имено за вакво сериозно повредување и насилничко однесување на еден соученик од други двајца ученици, неопходно е преземање и на некаква одговорност на родителите, мониторирање од страна на родителите и повеќе гаранции дека однесувањето на децата ќе се промени. Самото преселување во друг клас спорува дека тие истото може да го направат и таму и во другиот клас, без одговорност и на децата и на родителите. Физичкото и психичко малтретирање на 14-годишниот ученик во основното училиште во Градско, жртва на врсничко насилство, траело 2 години и дури сега споделил со своите родители, кои пријавиле до надлежните институции. Но што се случува со оние кои се вклучени во образовниот процес, самите наставници, психолозите, педагозите и сите соученици? Ваквото однесување не може да не биде забележено. Ако не е забележено, говори дека училиштето нема никаков увид во тоа што се одвива меѓу учениците. Тоа говори за индолентноста на системот. Имате едно огромно мнозинство што молчи, мнозинство меѓу професорите, меѓу наставниците, кои што ништо не покренуваат, мнозинство меѓу децата кои што исто така молчат и премолчено се солидаризираат со насилниците. Стручните служби мора да сносат одговорност и самата директорка на училиштето, вели Ѓорѓе Илиевски, пензиониран виш инспектор во Државниот просветен инспекторат. Прво, тоа е жално за тоа дете. Јас специализирам на детските права и морам да кажам дека подхитно треба да се поднесе оставка директорката. Таму ако има стручните служби, исто така не си обавувале работа кој што треба. Во меѓувреме МВР најави дека јавниот обвинител и Центарот за социјални работи Велес ќе постапуваат по овој случај. Државниот просветен инспекторат стапил во контакт со училиштето, пошто ќе следи вонреден инспекцијски надзор, за да се провери дали органите на раководење и управување на училиштето ги превзеле сите мерки и активности согласно постојната законска регулатива за целосно расчистување и документирање на случајот со ученикот. А во продолжение, чест и задоволство ми е да го најавам и нашиот денешен гостин кој што ќе го вклучиме во Црвена линија.
Тоа е магистер Фики Гаспар, кој што е воедно и психолог од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Па, господин Гаспар, благодарам пред се што прифативте да бидете дел од ова издание на Црвена линија и се надевам дека и добро се слушаме во овој момент. Да, јас одлично ве слушам. Одлично не слушате. Првото прашање до вас од Црвена линија би било како се станува насилник? Дали е тоа од дома, од улица, на училиште, можеби социјалните мрежи, можеби се извор на насилството или можеби, како што љубат да велат, такво е детето? Така, ова е многу комплексно прашање, Тина, со оглед на тоа што има многу фактори кои што влијаат. Секогаш имаме одредени фактори кои што се врзани и за воспитанието, кои што се врзани и за средината, кој што во последно време се покажува како еден од главните фактори кои што се одговорни за тоа кога некоја личност учествува во насилство, посебно кој што имаме такво врсничко насилство, каде што најчесто, барем во нашата пракса, гледаме дека се работи за повеќе деца кои што учествуваат во тоа насилство и многу ретко е тоа едно дете да врши насилство врз друго дете, кое што во овој случај не е таа жртва на врсничко насилство. Така да има многу фактори и сите ситуации се гледаат од индивидуален аспект. Никогаш не одиме со тоа да конкретизираме некоја работа врзана за претходни искуства, туку секогаш работиме на тоа да се види индивидуалната ситуација и врз основа на тоа се прави план и програма за подобрување на самата состојба. Мора да признаеме дека и детето насилник и детето врз кое се врши насилството се жртви. Тоа е факт. Според вашето искуство кое што го имате од Центарот за психофизичко здравје Гаспар, што сметате дека треба да се превземе во училиштата по ова прашање? Морам да кажам, за жал во последно време имаме доста ситуации кои што се врзани за вакво врсничко насилство. Најчесто доаѓаат од основните училишта, поретки се ситуациите во насилство на средни училишта, но таму па се, ако ги гледаме, таму знаат да бидат и поекстремни за разлика од тие што се во основно училишта, најверојатно затоа што таму се и самите деца повозрасни, оствари веќе адолесценти одат према возрасни личности. Така да најдобро е да се направи превенција доколку се е тоа возможно и да се фати тоа почеток на тоа насилство, да се фати на самиот старт, за да може да нема лоши и долготрајни ефекти врз жртвата, како што гледаме дека некогаш се случува да трае тоа за жал и со години и да се претвори во ситуација каде што ќе почне поедноставно, а после станува премногу комплицирано. И овде имате некои три аспекти кои што ние ги гледаме. Аспекти на физичкото насилство, каде што имате поттурнување, удирање, закачање, психичко насилство, каде што имате укажување со погрдни имиња, подсмевање, зборување лоши работи кон насилството и едно од најтешките кои што го прифаќаат децата, а тоа е социјалното насилство или така е веќе представено, каде што најчесто има социјална изолација и многу често во пракса гледаме дека самите клиенти кои доаѓаат кај нас укажуваат на тоа дека наеднаш другарчињата им го свртале својот грб и ги одсечеле од тоа дружење или од таа социјализација кој што е за нив најударно и најмногу влијае на менталната хигиена, на нивната психолошка состојба, на психичката состојба нормално, а тоа влијае за жал и на физичкото здравје. Како да е, каде и да се децата, дури оние кои што се жртви насилници, се враќаат дома во рамките на своето семејство. Кој е вашиот совет за родителите? Како да препознаат не само дека детето им е жртва, туку дека детето е и можеби насилник? Прво да кажеме за доколку детето е жртва, тоа може да се види најчесто они се повлечени, имаат пониска самодоверба за жал. Најчесто тие се деца кои што се помалку екстровертни или ги викаме интровертни, кои што се повлечени. Веднаш ќе се приметите дека не учествуваат во дружења, значи не се повикани на родендени, не се повикани на дружби надвор од училиштето, кога се враќаат од училиштето, влијаат пораздржливо, влијаат натажено, или такво им е однесувањето, така и се чувствуваат, а после тоа ги имаме и тие физички, некои си физички симптоми кои што знаат да се јават како намален апетит, како неможност за спиење или нередовен сон, може да се појават и некои други
симптоми или кои што се чести, како болки во стомакот, на дигетивниот систем, имаме ситуации на панични напади, посебно ако се работи за средношколска возраст, каде што имаме и тахикардии, но тие се сите веќе здравствени состојби кои што не укажуваат дека личноста има некој здравствен проблем, ами се справува со тој стрес кој што е врзан за врсничкото насилство, а врзано за ситуацијата каде што некоја личност е во улога на насилник, тоа мора да се направи превенција, ствари мора да се родителите мора да разговараат со децата, да им постават јасни граници за тоа што е окей и што не е окей и да не им дозволат да се конформираат со другите ученици, доколку другите ученици веќе се вклучени во такво насилство врсничко или булинг што го викаат, кој што за жал се случува многу често и се случува само затоа што веќе имаме ситуација каде што и тие кои што не се склони кон правење насилство се конформираат со групата, кога го задеваат одреден ученик, тие го задеваат заедно за да бидат дел од таа толпа или дел од нивните врсници, така да овде мора да напоменеме дека е многу битно да се фати во самиот старт и да се, доколку почне, нормално превенцијата е најубавата работа, но доколку почне тоа, треба да се реагира веднаш да се има одредени санкции кои што ќе бидат во форма на казна за да може тоа поведение да застане кај децата кои што се во улога на насилници, а за тие што се во улога на жртви да не се случи да се претвори во поголем проблем кој што после ќе резултира и во таа нарушување на таа ментална хигиена и на понатамошни проблеми во текот на нивниот живот. Благодарам многу што одвоивте време и бевте дел од ова издание на Црвена линија. Топло препорачуваме доколку сте во можност да го проследите ова издание, бидејќи ќе ги слушнеме гледачите. Верувам дека и самите тие ќе откријат своји искуства, доколку можеби некој сака и јавно да каже со што се соочува, доколку нивните деца се жртви на врсничко насилство. Благодарам уште еднаш. Благодарам многу и на вас, Тина. Се надевам дека ви одговорав на некои од прашањата соодветно. Апсолутно, да. Благодарам уште еднаш. Драги мои, да подсетам, тоа беше магистар Фики Гаспар, психолог од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Наред сте вие. Зборувате отворено и кажете го вашиот став и мислење, па секако и искуство. Факт е дека за врсничко насилство не треба да се молчи. Добро вечер, ке речам за првиот гледач во Црвена линија. Да, добро вечер. Па како беше во ваше време, може тоа да направиме една паралела, бидејќи повозрастните генерации велат не беше тоа нешто што се случува често порано. Тоа точно е дека не било често, али сега е често во овие 30 години уназад, а тука потекнува тоа сето психичко насилство од дома па до школа. Јас ќе кажам, родителите треба добро да одголемо внимание на своите деца, затоа што тоа не се случува на улица само, почнува од домот. А додека во школите, психолозите кои треба да работат со децата како што треба, посебна настава треба се одржува, односот на детето, почитување на детето, не мржа меѓу децата, не исмејување на децата. Тука е оној судир на тие генерации врсничко насилство. Затоа треба психолозите, педагозите да работат целосно преку институциите во школите. А оние деца кои се насилници, има во Карпош центар кој треба да се лечат без разлика. Ако е малолетник, има малолетници кои се лечат од тоа насилство што го прават на своите врсници. И благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на нив. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во Црвена линија. Добро вечер. Секој добро, би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнем. Добро вечер, сега ме слушате? Да, одлично, повелете. Ете така за булинг кој зборевте за социјални мрежи, така? И тие се веќе дел од врсничкото насилство, почнува од социјалните мрежи, па еве завршува во училишните дворови. Да, ви текнува за булингот со јавна соба со девојчињата што беа? Не, едно има, последно беше во Струмица ситуацијата каде што
две повозрастни девојчиња киднапирале девојче кој што го чувале во стан. Не, ова беше пред може година-две имаше објавувано слики и тоа е булинг, така? Ете, дали знаете тоа кој го направи? Тоа беше, во тоа учествуваа возрастни луѓе кои што направија јавна соба и беше педофилија. Токму тој булинг го направи господинот Фики Гаспар, што го викнавте вие. Значи, не можеме да тврдиме, бидејќи не можеме да судиме за некој кој што не е докажан. Она за што зборуваме денес е врсничко насилство. Под врсничко насилство значи кога децата неминовно од возраста, дури знае да биде забележано во рамки на градинките, тргнуваат едно против друго. Најчесто децата во група се групираат, па тогаш вршат насилство врз едно дете, кое што најчесто е само и не знае да се одбрани од нападите. За тоа зборуваме денес. Па да видиме, еве, доколку меѓу вас гледачите има родители кои што имате такво искуство, слободно вклучете се. Добро вечер, ако имаме гледач. На линија? Да, на линија сте, на црвена линија. Добро вечер. Благодарам. Па пак. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалените тонот на 0 се да... Па вака, видите, се ова не е нешто ново што го направиле децата меѓу себе, но едно мора да земеме во обзир дека сега децата имаат таква слобода во школото, значи меѓу децата и од страна на своите родители и така затоа и така се понашаат. Ние имаме икс примери каде што значи прво децата меѓу себе, значи секој едно сака да доминира над другото дете, ако осета дека некој дете е помирно, незабележително и сакаат да се наметнат на него, сакаат да го кажа своето влијание и ќе го натепаат, и ќе го влеча по земја и све ќе му направат. Дури да се сетиме и на случајот кога девојките, се не сеќам точно во која школа беше, како организираат тепање со боксови и слично, а и други примери се да не го трошиме времето во тоа. Значи, дали треба да се казнуваат и надлежните? Еве, доколку ќе кажам вака, прво треба да се казнуваат, значи наставниците кои што не сега обавуваат својата работа, не се задржуваат во ходниците и на надвор од школото, каде што треба да се грижат за безбедноста на децата. Тие ќе се соберат во канцелариите, а децата се оставени сами на себе. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија, а одеме сега кај Твитерџи. И еве ќе прочитаме еден наслов кој што е објавен од Обсервер. Истражување, 42,5% од учениците сметаат дека има насилство во училиште. 1/4 пријавуваат. Бисера пак вели вака. И во наше време имаше врсничко насилство, ама тогаш не се викаше булинг и се решаваше така, што на крај ќе се најдеше некој рунтев кој физички ќе им расплачеше, мајка буквално така е напишано, на тие што го вршеа малтретирањето, а овие право на хирургија. И еве уште еден наслов, 62,7% од учениците потврдиле дека насилството е често или постојано присутно. Најголем дел зборуваат за физичкото насилство, но присутни се и психичкото и сајбер насилството. А кога зборуваме за врсничко насилство, еве ве охрабруваме како црвена линија да се јавите, секако сите препорачуваат дека не треба да се молчи по ова прашање. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во црвена линија. На телефон ми е пензиониран просветен работник. Така. Јас од моето лично долгогодишно работно искуство ќе кажам неколку работи кои сум ги воочила. Иначе сум баба на внуки. И од која едната е студент, другата е во основно образование. Јас гледајќи ја нивната работа, а и на останатите деца, прво и основно многу голема грешка прават родителите.
Родителите се личен пример како да се однесува детето. Второ, образованието ни е на најниско ниво. Ние, кога работевме, вакви насилства не постоева. Нека не ми кажува некои приказки кој не бил наставник. Јас ви кажувам од мое лично искуство. Родителите не се толку загрижани како во наше време. Тоа е став. Јас не можам да зборувам за сите, али поголем дел не се многу заинтересирани. Благодарам многу, еве што го споделивте вашето искуство, колку што запаметив како просветен работник. Тоа е она што сакаме да слушнеме од сите агли. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Програма Лицу. Добро вечер, Црвена линија. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав до Кавадарци. За врсничко насилство. Убаво кажа жената пред мене, господјо. Убаво кажа, баа младина одшо, у целата Македонија и секаде што е повеќе. Абе, не воспитана до туа. А што од мало дете ако нема домашно воспитање, џабе е сето тоа. Школото е и школото, нашето школство е на последно место у светот. Разбираш, разгалени деца, команда не се дават. Абе, у Кавадарци јас мирам низ гимназијата, кучиња водат. И ја кажав на директорката ги брани децата. Срамота ме нападна, бе. И галини и ништо раво. Оне не дават дежурства, оне што се професорите, треба да дават на одморите дежурства, они цигари пушат надолу. Некоја ден се. У цела Македонија е тако. На последно место е кај на школството у целиот свет. И џабе, и домашно воспитање ако нема, и џабе, и да му зборуи, сето е џабе. Треба и дежурство од полицијата да има. А не они дежурства не дават у ходникот и надвор. У наше време што кажаат предходните гледачи, немаше вакви случаи. Тоа нигде го нема, бе. Ти му викаш, исто ми се отпатал добар ден, он не бе, ти се обнуе, треба да се тепаш. Срамота е ова и џабе да зборувате. Наше школство и воспитање и никога нема да биде. Никакво образование немаме. Благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Ако имаме гледач, ќе вклучиме веднаш нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Гинам си на телефон. Добро вечер, вие сте во Црвена линија. Повелете. Прашање во темава би ја поставил малце поинаку, доколку е изводливо. Повелете, ве слушаме. Не е проблем. Јас би го поставил прашањето зашто институциите не реагираат со закони, што законите постојат само на папир и институциите постојат само за лични доводи. Значи, тоа е првото прашање. Ако постои закон, треба да се примени. Ако постои институција, треба да се примени. Што значи дека не постојат институции, не се почитуваат законите. А за децата е виновен родителот. Јас ќе го кажам од лични примери. Значи, секој родител е должен да детето свое си го следи, каде оди, што работи, како прави, додека се изгради како личност. Значи, до тогаш е виновен родителот. Сето тоа е одраз на вакви несакани последици. Значи, нема да должам, институциите не функционираат, од тие причини се случува ова. Значи, промена на власта, ништо друго. Убав ден, се најубаво. Благодарам за јавувањето во Црвена линија и ве слушаме се повеќе различни искуства и видувања. Време е да слушнеме уште едно ново во Црвена линија. Добро вечер, ако се слушаме. Здраво, здраво. Здраво, секој е добро, Црвена линија. Па вака ќе кажам, нешто, нема професори како што требат наставници, како да кажам. Порано, да речеме, самите наставници, професори си ги преземаат тие иницијативи на своја рука, значи, ја ти кажам искрено, многу му се благодарам на еден професор што ми предаваше марксизам и историја.
доаѓа, значи, секакви битанги у тоа школата Шибишец. И он тоа добро го следуваше со тоа што неколку џиву жицу запати ќе им направише, ќе ги пегнеше доле, ќе ги учисти подол со нив и више никак немаше да се појава. Али во недостиг на такви професори и ние како ученици се организиравме така што, пример, предпрежно си ги идовме своји другари од малски другари, да го реша проблемот, што да речеме го имам ја. Ги викам таму у школа и го посочувам типоте, овој вака се закача, ако го тепам ја, ќе ме соберат у канцеларија, ќе имам проблем со наставниците професорите. Вака решете го вие и да ве нема. Тоа убаво се чистел пато со тие такви насилници што биле битанги, што се живljавале. А каде го гледате коренот еве според вас за појава на насилство дури во најрана возраст? Испуштени се децата од родителите. Превише гледаат све и свашта по овај интернетот и забегале скроз, никој не ги контролира што прават, како прават. Значи прифаќаат најнегативните работи и доли им се криминалци и бандити ништо повеќе заради тоа наиш. Ајде здраво. Благодарам многу. Ќе отиме сега малку повторно кај твитерџиите. Еве нешто што е објавено на 12 септември од страна на ХЕРА. Насловот е: земајќи го предвид почетокот на училишната година, дополнителното присуство на психичко и физичко врсничко насилство, вклучително и злоупотребата преку дигиталните канали. Би сакале да ја потенцираме одговорноста на училиштата како своевидни институции. Интересно е што еве на Твитер го издвоивме ова, кое што вели дека училиштата не се обврзани да пријавуваат злоупотреба. Всушност коментарот на ХЕРА беше коментар и на ова што е објавено под МИТ. Во продолжение, ако имаме гледач, ќе ви дадеме предност. Сакаме да слушнеме и некој кој што има еве релативно ново искуство со врсничко насилство преку своите деца. Добро вечер од Црвена линија. Добро вечер. Па да ви кажам исто, ове вакво насилство го имаше во Југославија. Како се решаваш? Јас сум учела и знам, имаше такви деца многу, меѓутоа на друг начин тоа се справуваше. Ја лично сум имала и со мое дете во градинка, да кажам. Како се решаваше проблемот? Меѓутоа не знам ова како нема училиштата немаат ингеренции. Па зошто плаќаат обезбедување? Што прави тоа обезбедување? Таму седи, пие кафе. Професорите платат, зошто взимаат? Само кафињата, цигарите и што ти ја знам понатака. Директорите па гледаат што им се случува, вајда толку не се случува на 100 децата во училиштата, се случува на неколку. Па видите ги тие деца. Кажете ми во минатото како се решаваше тоа? Постојат деца да учат во истото училиште. Ова е невидена срамота, бе. На толку професори, на толку персонал, сите да бидат слепи да не гледаат. Или чекаат, или им не страв тие деца, нивните родители се некои само бендисани, па им не страв од нив, па остај го детето. Требало да се најде некој како порано така подобар, па да ги грабне двете деца, па после ќе дојде родителите да кукаат и да плачат дека нивните деца се нападнати. Па ти 2 години не малтретираш едно дете. Па ја не знам што народ живее таму во тој град. Што народ живее, сите ќори и слепи, никој да не пријави и да помогне. Ова училиштава се катастрофа, само гледат ако нешто некој им бутне на професорите, нешто да им бутне и затоа заслепуваат, не гледат ништо, малтретираат. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Еве не инспирираше гледачката да доколку имаме некој кој што ќе се вклучат по возрастна генерација и се сеќаваат како изгледало решавањето на проблемот во рамки на во училиште врсничко насилство, еве пренесете да можеби ќе пренесете искуство за денешните генерации. Како да се справиме и превенираме врсничко насилство. Добро вечер. Добро вечер. Вами на вашата екипа. Вака, прво и прво родителите се највеќе криви, а второ наставниците кои не можат да се ги совладаат своите ученици. Како што треба да ги отворат 4 очи за тие ученици, затоа што тие ученици, ја ги гледам како прават во нашото школо тука, во автокоманда, се тепаат, се скубаат, циркуси прават тука.
Затоа треба наставникот и директорот малку да поведе рачун на тие деца, а не наставникот да ги гали, да ги милува. А што значи тоа порамо да ги гали? Прво од наставникот се гледа, а после од ученикот. Затоа ќе има насилства, затоа ќе има и све. Толку ви благодарам, прости ако сгрешив, извини. Благодарам за јавувањето, секако ништо не сгрешивте, а ги охрабрувам и оние кои што имаат што да кажат на оваа тема да се вклучат во денешното издание на Црвена линија. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Вака сега, сега малку ставам да го наварам телевизора. Така, одлично. Одлично. Вака сега. Сакам да кажам нешто. За тие две момчиња што го малтретирале детето во училиштето. Добро, продолжете. Така. Тие две момчиња треба да се донесе таков закон што треба, јас сум во Штип, иначе инспектор во Согранително Штип, а негде тоа во пензија. Сега, тие две момчиња што го малтретирале детето, треба од општината да се испратат во некое село на учење. И тоа е различни села, ако се две момчиња. Затоа да другите деца, кога ќе видат што се случило на тие две момчиња што малтретирале, другите деца не смеат ни копчини скинат од листата, а не да му се вручуваат гачите. Добро, а дали треба да се казнуваат и надлежните? Најверојатно треба надлежните тоа да го прават, затоа што тие две деца, кога другите ученици видат дека тие деца две биле пратени, ево јас сум во Штип например, тие две деца ги пратени да учат едно укарници, училиштето, а другото дете да учело некој Верстаково например, училиште. Да видиме дали тие други деца, кога да знаат дека тие ученици што тоа го правили малтретирањето, се направили таква дестинација, дали ќе смеат копки да му скинат или некој да го фане за уши или за нос. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме повторно на Твитер. 7 осмини има напишано: знаете ли на колку деца им е уништен животот поради врсничко насилство, тоест булинг? На премногу. Еден пример е враќањето од град со полнокните автобуси. Таму воспитано дете не може да не настрада од тој џган што е расположен да понижува и тепа. Затоа запишете си ги децата. Како и да е, во продолжение, ако имаме гледачи, ќе ви дадеме вам предност. Одлично. Ајде да ми велат Трижа, имаме гледачи. Добро вечер, Црвена линија. Добро вечер. Ми спровоциравте со темава, мада ја немам возрастни дечиња, мислам, за ваква тема. Порано нашиве професори, наставници, учители беа со поголем авторитет, а родителите беа строги. Не строги како сега. Сега, ако го натепа детето или го скара, одма ќе го подмети со пари и ќе му се извинува. Некоја непринципиелен однос у смисол родителот да се повлекува. Родителите мора да бидат строги, у домен на дисциплина, ред, обврски према младите, према децата, така да ги учат. Воспитани, културни и многу сум загрижена што децата се многу слободни. Од каде потекнува слободата? Од немање домашно воспитување. Кога ќе отиде родителот, не кажува дека детето му е виновно, кажува дека професорот е виновен, затоа што детето му нема резултат. А тоа е без контрола. И тука мора да има строги санкции за децата, да се однесат дури и у поправен дом, го поттикнувам родителот да превземе мерки со суд. А има во училиштата педагози, социјални работници кои што треба да застанат во одбрана на детето. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не следите. Ако се чувствувате недоречени, отворени сме, се уште можете повторно да го завртите нашиот телефонски број. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер. Секој добро, Црвена. Да, ве слушаме.
Повелете. ви благодарам. Јас прво да го поздравам мојот пријател Ѓорѓе Илиевски, меѓутоа со неговите ставови во основа секојаш се согласувам, меѓутоа тука ако само се казнуваат просветните работници, не е тоа добро. Меѓутоа, знаете што? Вие, гледаме гледачи, и немам проблем. Тие во пракса се кажуваат работите, ама да ви кажам. Тука системот не ни е воспоставен како што треба. Во државата не функционира ни правниот, ни здравствениот систем, ни образовниот систем. И не само денес. Може би сепак подобро функционира во претходните периоди, кога имавме заробена држава. Меѓутоа, значи, тука мора да се најде системско решение. Тоа значи дека премиер, односно дека министерот за образование мора да произведува ефекти со образовни методи, а не насилнички. Министерот за правда треба да произведува правен систем во државата. Министерот за здравствен систем во државата, а не да дозволуваат вакви кршења на системот, и тука се разнишува државата. Значи, во основа сега се создадува многу школи, многу факултети, меѓутоа не за знаење девојче, туку за добивање на дипломи. Затоа системски мора да се реши ова. Не разбравте? Значи, владата мора да произведува правно образовен, воспитен. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. А ние сега е време да одиме со реклами. По рекламите време е да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета, објавена на сторите, односно на така го велат приказна која што се појавува на профилот Црвена линија. Ве прашавме денес дали треба да се казнуваат и надлежните. Со да одговорија 93%, а со не 7%. Како и да, денес ке ви се заблагодарам на сите вас кои што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Утре е последен ден од оваа работна недела, но секако ќе имаме нова тема во која што веруваме дека ќе бидете вклучени, како и сите денови наназад. Ве препуштам на програмата на Тилма, ви посакувам убаво попладне и секако јас и вие утре повторно заедно. Довидување.